Младите се најголемиот ресурс на државата за создавање поразвиено и постабилно општество, како и за подобрување на животниот стандард, изјави министерот за односи меѓу заедниците Агон Ферати на панел дискусијата посветена на 25 годишнината од Охридскиот договор. Ферати истакна дека оваа годишнина не треба да биде само навраќање кон минатото, туку и можност да се разговара за иднината и предизвиците што ја очекуваат земјата. Nëse kemi mos funksionim të sistemit, nuk do me thonë që ne duhet ja hudhim fajt një palës tjetër që nuk e njohim edhe aq mirë. Sepse në zonat ku ka popullsi të përzierë etnike me shumë bashkësi, kanë mundësi qytetarët ta njohin njëri tjetrin. Mirë po në zonat të cilat kanë më pak mundësi të takojnë pjesëtarë të komuniteteve tjera, nuk arrin të kuptojnë siç duhet влерат. Во однос на употребата на албанскиот јазик, ко-председателот на Влен и градоначалник на Чаир Изет Меджити рече дека таму каде што се појавуваат пречки во употребата, треба да се создадат правно одржливи решенија кои ќе го направат ова право функционално во пракса. Меджити истакна и дека се важни инфраструктурните инвестиции, издвојувајќи го коридорот 8, кој ги поврзува Куманово со Скопје. Според него, ова е конкретен пример за тоа како инфраструктурата влијае врз економскиот развој. Qeveria ka miratuar zgjedhjen ligjore për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat duke ngritur këtë çështje nga niveli një mekanizmi administrativ në nivelin e rregullimit ligjor. Kjo është një diferencë thelbësore, sepse një mekanizëm mund të ndryshohet, mund të keqpërdoret dhe mund të varet nga vullneti i një institucioni. Një parim i vendosur në kornizë ligjore fiton qëndrueshmëri, përgjegjësi institucionale dhe instrument për zbatimin e tij. Ко-председателот на Влен и градоначалник на Тетово Билјал Касами истакна дека зајакнувањето на општините преку напредување на фискалната децентрализација, правично финансирање и поголемо вклучување на граѓаните во донесување одлуки се неопходни за функционална демократија. Касами рече дека Охридскиот договор треба да се спроведува и унапредува, а тоа, како што истакна, го прават со донесувањето на законот за правична и соодветна застапеност. Marrëveshja e Ohrit është një marrëveshje për ndërtim të shtetit. Pra nuk është një marrëveshje për ndarje të shtetit. Maqedonia vazhdon në bazë të kushtetutës dhe bazuar mbi parimet e marrëveshjes së Ohrit të jetë një shtet unitar, por me një kompromis përsëri në interes të shtetëndërtimit që të përforcohet decentralizimi. Според министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, нашата земја е зрела да ги надмине етничките линии и да изгради вистинско граѓанско општество, кое е фокусирано главно на предизвиците на 21 век и на времето во кое живееме. Министерот истакна дека денешната дебата нема за цел да погледне назад кон 2001 година, туку повеќе да одговори на прашањето каква земја сакаме да имаме во 2051 година. И тука моја најголема грижа, ако ме прашувате која е моја најголема грижа од политичка гледна точка во нашето општество, е дека се уште постојат поединци и политички субјекти, пред се политички партии кои што се обидуваат да се наметнат како сопственици на една заедница, по етничка линија. На оваа панел дискусија по повод 25 годишнината од Охридскиот договор, организирана од Министерството за односи меѓу заедниците, говореа и професори, експерти, поранешни дипломати, политичари и представници на организации на граѓанското општество.